Република Македонија, почитувани директори на институциите, драги гости, дами и господа. Далечната 1964 година, додека државата се уште повојно се изградувала, во тој виор на градва, неколку мудри луѓе од градот предложиле формирање на музеј. Некој требало да ја забележи историјата. Еден млад историчар, Миодраг Арсовски Болто, беше првиот човек кој беше вработен и кој сиот работен век остана како синоним за историскиот музеј во Куманово. Културниот развој на градот наметнал и формирање на уметничка галерија. Еден прекрасен млад човек, Верољуб Станковиќ, го беше осмислил ликовното оделение при музеот, односно уметничката галерија. Беше ликовен визионер на своето време. За жал, на самиот почеток на културното творење во галеријата, токму тука Верољуб го заврши својот млад живот. Градот растеше и се збогатуваше со стручно образовани луѓе, а со тоа растеше и потребата за проширување и пренаменување на статусот на музеот, од историски во музеј од комплексен вид, односно во народен музеј. Се зголеми бројот на оделенијата и вработувањата со нови стручни лица веќе докажани во својата професија. Саве Данковски, историчар, човек кој како хроничар на времето беше извореден документатор. Тане Атанасовски Гарски, како историчар на уметноста и еден од основачите на ликовната колонија Прохорчински, чија идеја беше преку ликовното творење уметноста да ги зближи луѓето. Значењето на оваа колонија стана традиционално, со што оваа година колонијата славеше 40 години од своето постоење. Музеот се подмладуваше, се вработуваа нови стручни лица. Единствениот и недостижен во археологијата Блажо Георгиевски, кој за жал прерано се врати на земјата која толку многу ја истражуваше и сакаше. За спомен и почит е и неговата соработничка и наследничка во археологијата Ленка Трајковска, извореден документатор-археолог, која за жал не го заврши локалитетот Телинце, а замина во спомените. Музеот не престануваше да се подмладува со млади археолози, етнолози, историчари и уметници. Со нивното доаѓање се отворија многу археолошки локалитети. Се организира бројни изложби од областа на археологијата, народната уметност, народните носи и стопанството, народната керамика и накитот, градската мода, историјата на градот, развојот на Куманово, народната борба за најчиството, економскиот и општествениот развој на градот и околината. На уметничката галерија вратата беше секогаш ширум отворена. Тука немаше време за одмор. Гостува уметници од секаде, се редеа ликовни изложби, а ликовната збирка во депото се полнеше со непроценливи уметнички дела. Сите вработени беа трудолюбиви, се работеше другарски, не се гледаше на часовникот, а на крајот на денот сите задоволни заминуваа дома. Меѓу вработените за особена почит е историчарот на уметноста на место конзерватор, господинот Богдан Таневски, кој во еден кризен момент за музеот застана како раководител и ги направи најголемите градежни поправки на веќе постоечките објекти кои забот на времето ги беше чепнал. Се избори за уредување на дворното место во прекрасниот лапидариум, што и денес го красат вечните римски камени споменици. Документацијата е една од најважните сегменти во работата на музеите. Покрај пишаните книги, старите избледени фотографии, новиот и современ начин на документирање овозможи бележење на филмска лента. Со помош на Министерството за култура, младите музеалци многу значајни моменти од духовната и материјалната култура ги забележаа на филмска лента, пошто стана препознатлив музеот од Куманово во земјава и странство, китејќи се со многу плакети, награди и признанија. Музеалците, како записничари на времето и фактите, својот труд го забележа во бројните музејски гласници, кои стана пишани научни извори од областа на музеологијата. Посветеноста и трудолюбивоста на музејските работници ја насетија челниците на градот, со што досега неколку пати, како и во последнава 2014 година, музејските работници беа наградувани со престижната ноемвриска награда. Дружелюбивоста беше карактеристична за музеалците. Сите се дружеа. Познати беа седенките со вкусно мезе и добра голтка. Некој од нив завршува и со песна, но сето тоа беше поттик за нов почеток, нов локалитет, нова изложба. Еден невообичаен археолошки локалитет, археолошката обсерваторија Кокино, на која стручно и се посвети археологот и тогашниот директор господинот Јовица Станковски, кој сиот свој работен век во музеот го посвети токму на оваа археоастрономска обсерваторија. Со необичноста и реткоста на овој локалитет, каде што секоја година на одреден ден се дочекува изгревот на сонцето, веќе сме препознаени во светот. Кокино стана македонски бренд.
Но археологијата не запира тука за денешните млади ентузијасти, млади археолози, кои традицијата во создавање на македонски брендови ја продолжија на локалитетот Црквиште или народски познатиот Визијанус, со несебична поддршка на првата дама во културата, која секогаш со разбирање стоеше зад нас, не туркаше напред, за да денес бидеме тука каде што сме. Ја користам оваа прилика и во нејзино отсуство од свое лично име и од името на вработените во музеот во Куманово да и се заблагодарам.